освен што работиме на проект за почитување на различностите веќе неколку години, и ова, нели, веќе завршува тој проект, но не значи дека ќе прекинеме со таа работа. Ние работиме и секојдневно по наши лични убедувања, јас и ти и Дехран и секој што е во цивил, во одделот или во заедничкиот интерес, како што е меѓуетнички односи и како тоа се доживува кај нас, како тоа да го направиме да биде подобро, како исто така ги следиме, нели, односите меѓу, како што знаеме, Македонија е плодно тло, е мултикултурно општество, но ги следиме случувањата околу тоа на институционално ниво, општествено ниво, локално, централно, државно, како и да е. Изминатата година, како што знаеш и ти, еден дел не беше малку, бидејќи беше на породилно отсуство, заедно со Дехран, но и со тебе работевме на проектот Чекор до мултикултурно општество. Што значи тоа? Тоа значи дека сакавме да ги приближиме нашите ставови со ставовите на институциите, со ставовите и на општеството и на политичките чинители, но и на граѓанските организации во однос на почитување на различностите, во однос на тоа што значи негување на мултикултурноста, што ја имаме тука, во делот на препознавање на другиот, нели, на различното, направивме неколку, туку многу, сега нема да ги бројам тука тие ќе излезат веќе во јануари, сите материјали, тие се излезени веќе на медиумската платформа, но се што е останато и една поопширна анализа ќе излезе веќе во јануари. Со многу средби со, како што кажав, со политички чинители, но и со граѓаните низ цела Македонија, од различни етнички, нели, провиниенци, имаме разговарано со сите за национализмот, дали постои национализам, за тоа дали се препознаваат различностите и дали се почитуваат. Ја следевме работата на стратегијата на работата за стратегијата едно општество за сите, која што сега веќе се прави, нели, другата етапа за 2023 до 2025 година. И тоа е веќе при крај и тие резултати ќе излезат некаде сигурно во јануари, ако не знам точно кој дат или другиот месец, не сум сигурна. Во соработка, нели, со други невладини организации, но и со институциите. Што работевме, што чепнавме највеќе. Сега ќе кажувам само што сме работеле, а прогнозите малку подоцна и што можеби, не знам, што видовме. Можеби еден општ заклучок каква е состојбата, еве како стоиме на полето на меѓуетничките односи, од сета работа што ја поминавме заеднички. Па како што знаеш веќе, но еве за јавноста, меѓуетничките односи навидум се мирни, нема некои тензии како што имаше одреден период пред ајде да речеме колку 6, 7, 8, 9, 10 години. Нема такви тензии, меѓутоа има нешто друго. Луѓето не само меѓуетнички, туку и интраетнички се оддалечуваат едни од други. Да не збориме за културата на другиот, не се препознава се уште, но се прифаќа. Полека се прифаќа. Имавме неколку настани, не само оваа година, туку и во минатото, но оваа година продолживме настани во врска со злоупотребата на балансерот како алатка за вработување. Знаеме што се случуваше со таа злоупотреба и добивме некакви гаранции дека тоа ќе се среди, некако некој механизам ќе се направи за да не може да се злоупотребува таа алатка. Што ни покажува таа алатка? Преку тие настани ние дознавме и некои други работи. Например, балансерот, како балансер, нели, што дојде како последица од рамковниот договор, овозможи да се вработување во државни институции со одреден број, нели, преку процент. Што се забележува? Јас, мојата лична забелешка, но и нашата,
е дека конечно полека во Македонија веќе се прифаќаат, се навикнуваат, би кажала, луѓето дека на едно работно место како што е шалтер, како што е, хајде да кажеме такви јавна администрација, па и други, па нека биде и во приватен сектор, малку помалку е во приватниот, меѓутоа во државниот сектор, луѓето полека се навикнуваат дека во таа институција не работат само работници што се само од една етничка заедница, туку се мешани. И полека се привикнуваат, што е добар знак. И треба и натаму да се оди. За да полека моја желба би било да нема веќе никогаш балансер, да нема проценти, но на тоа треба да се работи. Тоа што го кажав на почетокот, ќе го надоврзам со нешто друго. Во разговор, во многу разговори највеќе со граѓаните, бидејќи највеќе можеме да добиваме точни одговори и точна слика за состојбите со меѓуетничките односи, но и со национализмот, највеќе можеме да добиеме од самите граѓани. И тоа не само по настани, туку со лична интеракција. Ќе се качиш во автобус, па ќе видиш како тоа функционира. Ќе одиш на пазар, па ќе видиш како тоа функционира, ќе одиш на гости, и ред низа примери кои што ние сме ги елаборирале веќе по наши јавни настани и дебатни емисии. Моја желба би било, според тоа се што видовме, не само оваа година, не сега ја прибираме 22 па 23-та, меѓутоа ова трае, јас би кажала, цел мој живот. Во нашата земја, во Македонија, значи треба, желба ми е веќе да почне не само препознавање, туку да се поттикне желбата за препознавање на културата на другиот, па потоа доаѓа и почитувањето. Значи, ако постои желбата, јас да знам како Билјана живее во своето обкружување, Билјана може да е македонка, може да е турчинка, може да е бугарка, може да е гркинка или што и да е друго, меѓутоа јас треба да имам желба Билјана да знам каква е таа нејзина култура дома. Значи, за да се знае дома, ние треба да гледаме малку и други медиуми, да следиме, да се дружиме малку повеќе од тоа што е надвор или тоа што е работна обврска. Верувајте, тие што работат заедно во една просторија, кога работат повеќе колеги од повеќе етнички припадности, тоа е само на работа. Но веќе дома, да, ги учиш преку примери, преку анекдоти, преку да речеме разни празници, но тие идат веќе во верските, но има и етнички празници. Многу малку е дружењето веќе одењето по дома. Ова е многу тривијално, како да кажам, изгледа дека е многу тривијално, но не е. Есенцијата е таму, за да се запознаат помалите генерација, секогаш тоа иде од мали нозе и од дома доаѓа, би требало малку повеќе се дружат. Децата, младите поготово немаат проблем еден со друг, ако се од различни етнички заедници. Меѓутоа, немаат проблем само доколку работат заедно, но кога е градот поделен, кога е општината поделена, кога е селото поделено, тогаш имаат проблем, не се познаваат. Тука треба да поработат институциите, прво семејствата, преку дружби, институциите, образовниот систем највеќе. Моја желба и перспектива би било следната година веќе, ако не е почнато досега, некаде е почнато, некаде не е, следиме, ако не е почнато час поскоро.